Урбани алергени. Еве ние си разговараме со гостинот во студиото. Нова категорија рече. Но не дека имаме прекрасна тема, премногу прекрасна, вака што сме насмејани, но така ни почна денов понеделнички, нека биде убаво. Зимата полека се заминува, температурите растат. Пролета почнува да се буди, но се будат полека и пролетните алергии, кои што наговестува доаѓа пролет. Доаѓа пролет, дрвја расцутени убавина. Да. Убавина, растенија, за се она што причинува се почесто секнење на носот, чешење на грлото, некоја кашлица која што не соодветствува дека сме настинати, па чувствува дека кај да ќе настинаме, чекаме секој момент да качиме температура, но ништо не се случува, што е позадината на сето тоа. Добро утро за нашиот гостин, магистар фармацевт Михаил Минов, со кого утрово ќе одговориме на, се разбира, најактуелните прашања поврзани со тема пролетни алергии. Добре ни дојдовте и благодарам што после пат утрово сте во Македонија научи. Благодарам за поканата. Навистина убаво студио и верувам дека и темата ќе биде навистина И тоа како? актуелна и да, надвор малце врне денеска, меѓутоа сме веќе влезени во пролета и некако последниве 2 до 3 недели многу често се случува луѓето да се жалат на овој алергиски риноконјуктивит, како што го спомна Јована. Да, сега сакав да ве прашам, со оглед на тоа дека ме напоминавте, дека надвор имаме некој ситен дождец. Не знам дали е мит или е вистина. Во денови кога го имаме тој дождец поинтензивен или не, дали тогаш не ги чувствуваме алергиите? Или тоа не или се поизразени можеби. Или тоа не е поврзано едно со друго, туку знаеме да кажеме и денеска врне, нема да чувствуваме алергија. Кога цутат, кога цветаат растенијата, цветовите, нели посекако го има поленот. Да, кога е надвор повлажно, може би малку воздухот е погуст ради влагата, но ние, како организми, сме подеднакво чувствителни на истите тие алергени, без оглед дали е надвор сонце или е дожд. Ајде да ја дефинираме алергијата, што таа представува. Обично мислиме вака ние дека се знаеме, а всушност не е тоа така. Да, ние сме малце така како луѓе, нели, све сакаме да знаеме и многу сме сигурни дека све знаеме. Алергијата е всушност наш одговор кон факторите од надворешната средина. Основата или суштината и на алергиите и на антиинфективната одбрана се во имунокомпетентните клетки. И во двата случаи се активираат, механизмот е различен. Алергените како честички доведуваат до активирање на еден тип на имунокомпетентни клетки, додека вирусите и бактериите нешто друго активираат. Посекако, воколку станува збор за горно-респираторниот тракт, односно овој алергиски риноконјуктивит, што го спомна Јована, симптомите што човекот ќе ги почувствува се туку речи идентични, но основата, природата е различна. И алергиите, и инфективните заболувања, имунокомпетентните клетки. Механизмот кај алергиите подразбира активирање или ослободување од овие клетки на една молекула, субстанца, која што верувам дека сите гледачи ја имаат слушнато, хистамин. Ето е оној хистаминот на кој што ние различно реагираме. Го спомна Јована чешањето на носот, односно солзењето на очите, тоа се све резултат на тоа преголемо, посекако оно чувство на гребење на грлото, односно на условно кажано отежнато дишење, кога сме нели мислиме дека сме настинати, а всушност сме веќе во фаза на алергиска реакција кон конкретен алерген, се резултат на ослободениот хистамин. Ги велиме пролетни алергии, но дали ги имаме само во пролет? Не, ги имаме во текот на целата година. Во текот на целата година различни растенија во различно време цветат, а човекот како организам не е чувствителен само на поленот од растенијата. Човекот е чувствителен и на алергените од домашните миленици, кучиња, мачки, нели? Прашината, ја споминавте. Прашината, апсолутно. Прашината, знаете како во последно време спаѓа во таа група на урбани алергени. Оттаму изборот? Да. Едноставно не можеме без нејзе. Колку и да проветруваме дома, колку и да чистиме надвор, воздухот е загаден. ПМ частичките се нели една компонента кои што прават
на кои што нашиот организам поинаку реагира, додека тие урбани алергени, недобро, несоодветно согорени фосилни горива, бензини, нафти, сите тие нашиот организам ќе реагира кон нив. Така. А што точно се случува во нашето тело кога се јавува алергиска реакција? Во нашето тело, значи, контактот со алергенот подразбира една каскада на имуни процеси, кои што финално ќе резултираат со ова ослободување на хистаминот, кое што хистаминот како молекула на периферијата на нашето тело ќе предизвика вазодилатација, тоа значи проширување на крвните садови, значи почнува да не чеша, дали ќе биде слузокожата на носот или ако сме алергични, например, на од урбаните алергени се и омекнувачите за алишта и другите компоненти што се присутни во прашкастите па и течните прашоци за перење на алиштата. Тоа се све урбани алергени. Значи, дали ќе биде чувството на чешање, на сврбеж на кожата или во пределот на носот. Тоа е све резултат на тој ослободен хистамин. Дополнително, скоро секогаш ќе се јави и солзење од очите. Солзење од очите и очите стануваат потцрвени и некако и оттекуваат. Отокот ќе се примети и на кожата. Нели, тоа се веќе во медицината ги велиме класични реакции на пречувствителност од тип 1. Да, постојат лекови кои што и лекарите ги ординираат и во аптеката се издаваат по совет на фармацевтот, тоа се антихистаминиците, и поентата на овие препарати е да не дојдеме до најсериозната компликација од ослободениот хистамин, кое што е анафилактичен шок. Тоа е она вазоконстрикторно дејство што се случува централно, односно на срцевиот мускул. Ги споминавте симптомите, течење на носот, ајде повторно ќе ги здвоиме. Течење на носот често го поврзуваме со алергија, чешање на грлото, често солзење на очите, потреба од кивање постојано. Дали секогаш причината се алергии или може некој друг фактор со оглед на тоа дека многу е слична симптоматологијата? И често и матичните лекари, како да речеме како први во контактот со пациентот, со некој што има проблем, не можат да препознаат, па кога ќе отидеме во аптека, кај вас, кај фармацевтите, па фармацевтот некако знае да понуди повеќе решенија, може да е ова, може да е тоа. На што се сомневате дека може да биде? Ова што ги спомнавте, овие симптоми се карактеристични и за алергија, меѓутоа се карактеристични и за инфективните заболувања. Тоа се вирусните во најголем процент, меѓутоа и бактериски инфекции во пределот на горнореспираторниот систем. Тоа е широка палета сега. Да, тоа е веќе носот е тука, синусите се тука е веќе и грлото. Секретот ќе се јави посекако, затоа што секретот кој што организмот го создава е фактички ослободување од изумрени инфективни агенси, односно заробени алергени кои што организмот ги изфрла од едноставно како несоодветно нешто. Кивањето што го спомнавте е многу интересен инстинкт, со кој што нашиот организам се ослободува од она што му пречи. Така да, нормално е човек да кива кога ќе почувствува неговото тело, дека е контактот со алергените многу доминантен и едноставно сака да ги изфрли како узурпатори едни, да ги кажам, на слузокожата на носот. Матичниот лекар умее да ја направи диагностиката врз основ на еден класичен општ преглед и врз основ на крвната слика. Постојат параметри во основната крвна слика кои што му овозможуваат на матичниот лекар да направи убава разлика дали е инфективно, дали е алергиско течењето на носот, односно кивањето, односно отечените очи, односно слзењето на очите или гребењето, субјективното чувство на гребење на грлото. А токму така, ние во фармацевтите, во аптека,
Сакаме да советуваме пациенти, сакаме да поразговараме со пациентите и кога ќе дојдат со проскрипција, со рецепт од лекарот, меѓутоа и самите кога ќе побараат, ние сме тие кои што знаете како во здравствените системи фармацевтите, односно аптеките се најдостапни здравствени установи, бидејќи кај нас нема термин, под број 1. И во аптека се почекува многу кратко време, за разлика од лекарот специјалист, односно матичниот лекар, каде што и чекалната е веќе нели проблем, времето. Така. Ајде малку околу третманите, какви типови на лекови најчесто се препорачуваат и тука да ги спомнеме и антихистаминиците, кои што се меѓу најчесто користените лекови. Да. Треба ли на своја рака ова да се прави? Зошто се советите од фармацевтите тука добре дојдени? најчесто се прави. Најчесто се прави, да. Па се советуваат меѓу себе, ова делува, тоа не делува. Да, и тоа има еден многу интересен момент. Лекот е многу јак. Или овие апчиња не се убави. Нели комшиски муабети се тие, јас секогаш веќе 25 години работам, цело време кажувам луѓето кои што немаат медицинска наобразба и не треба да коментираат за лековите дали се апчињата добри или убави. Антихистаминиците што ги спомнавте ги имат како неколку генерации, да ги кажам, односно различни молекули кои што ќе делуваат првенствено на нивото на ослободување на тој хистамин, да го контролираат или да го намалат. Имуниот процес, таа реакција на пречувствителност ќе биде активна во телото, но симптомите кои што хистаминот ги предизвикува ќе бидат значително поблаги или поентата е и да ги нема воопшто. Во првата генерација тоа се веќе одамна познати како молекули, тоа се генеричко име е групата на лоратадинот. Во втората генерација тоа е цетиризинот, исто генеричко име, и веќе во една понапредната генерација со подобри перформанси за самиот човек е биластин како молекула генеричка, која што, за разлика од првите две, го нема она чувство на поспаност. Така? Најчесто во спреови ја имам прочитано. Овие доаѓаат во облик на таблети кои што се пијат и системски делуваат на ослободувањето на хистаминот. Спреовите кои што се употребуваат се втора категорија на лекови и кои што се наменети за локална апликација во носната слузокожа. Едните со другите се заедно? Може да се комбинираат со тоа што се зависи од индивидуалната состојба на пациентот, колку е сериозна неговиот риноконјуктивит конкретно. Дали е мит или вистина, една работа ќе ве прашам, дали ако народски под наводници издржиме неколку години без антихистаминици, алергијата самата од себе ќе престане, односно организмот ќе стане имун. Тоа е едното прашање. И другото, колку со јакнењето на имунитетот се бориме и правиме една блокада на алергиите. Сега мит или вистина, да ви ромсте ги слушнале. Да, апсолутно. Значи, има и многу интересни примери, луѓе кои што претходно не биле алергични кон нешто, низ животот да станат алергични. Нормално е, организмот старе, сите се менуваме, не сме истите нити од вчера, нити од завчера, нити од пред 5 години. Така да и самиот наш капацитет на справување со факторите на надворешна средина се менува. Дополнително, дури има и случаи кога деца кои што имаат атопичен дерматит, кои што во текот на пубертетот ќе развијат астма, кога ќе заврши пубертетот, едноставно да ги снема тие симптоми, затоа што организмот поинаку се развива. Тоа никој од нас не може да го предвиди. Да кажете, има вистина во тоа? Има вистина дека се менуваме. Има вистина дека ако сум годинава алергичен, после 3 години може би да не бидам алергичен, но има вистина и во тоа што ако на нешто не сум бил алергичен и ќе станам алергичен после 3 до 5 години. А имунитетот има врска со тоа или? Многу. Да, многу. Многу има. Имунитетот може би има, значи, оној имунитет фактички, ви спомнав дека и алергиите
и инфективните заболувања, нашиот одговор на човековиот организам и кон едното и кон другото е имуногена основа, односно тоа се тие имунокомпетентни клетки. Апропо имунитетот, бета-глуканите, како повторно, како генеричко име, се најсоодветни активатори на имуниот систем, односно ќе го спремат нашиот имун систем да биде во состојба на готовност, кога ќе стапи во контакт со овие алергени, односно антигените на вирусите и бактериите. И за крај, што можеме самите да направиме за да се заштитиме и да ги намалиме алергиските реакции во текот на пролетта? Ако сме биле предходните сезони со бурни алергиски реакции од аспект на риноконјуктивит конкретно, што можеме да направиме? Подеднакво како што секое утро и навечер ги миеме зъбите, да направиме лаважа на ноздрвите, на носните канали, на левата и на десната со моја препорака е секогаш хипертонична морска вода со хијалуронска киселина. Значи, како што ги миеме зъбите, така да ја исплакнеме слузокожата на носот, оние алергени кои што во текот на денот се насобрале физички да ги отстраниме, а при тоа хијалуронската киселина како молекула ќе обложи слузокожата и ќе го оневозможи контактот алерген со нашата слузокожа. И секогаш, советот фармацевтот да се почитува и како се примаат лековите и кога се примаат, дали на гладно или во после јадење или пред јадење или едноставно кога организмот е без храна. Така. Благодариме за гостувањето. Благодариме, да. Благодарам за поканата. Интересни совети слушнавме.